Почитувани граѓани на општина Неготино, денеска поднесов едно барање до МВР ОВР Неготино, до началникот Душко Коцевски и командирот Маријан Гранчаров. Еве го барањето, нели? И барањето се однесува за следното. Нели, како советник во општина Неготино, избран од граѓаните на општина Неготино, тоа се совесни граѓани кои го дадоа својот глас. Тие не се партиски гласови, него се за граѓаните кои сакаат правда и да Неготино биде здрава, чиста и економски развиена средина. За што станува збор? Поднесов барање за да видиме, бидејќи се појавуваат многу проблеми во општина Неготино, како прво да разговараме на тема за неколку точки. Првата е состојбата за личната безбедност на граѓаните. Значи, кој разбрал, значи не лична безбедност да разбера дека, нели, ќе се тепаме, ќе се браниме, главици и капме, ноги сте раците и дека некој треба да не брани или полицијата. Тие што разбират, тоа во наредни пресови, кога ќе го одржиме состанокот, ако го одржиме, ќе образложиме што значи личната безбедност на граѓаните. Втората точка е безбедноста на личниот имот во општина Неготино, значи за личниот имот на граѓаните во општина Неготино. И третата точка е заштита на општествениот и јавниот имотот на општина Неготино. Што значи во превод? Тоа значи дека во општина Неготино секој дневно од администрацијата во општина Неготино се дешаваат криминали. Еве денеска од Сабајле знам 3 криминали кои се десија во општина Неготино. И како прво мора да го заштитиме криминалот во општина Неготино, бидејќи секој граѓанин знае, само полицијата не знае за тој криминал. Има луѓе како деца со посебни потреби вработени во општина Неготино, кои имаат сторено кривични дела, не одговара за ништо, и да не набројуваме како на пример тендерски документации, буџетски пари потрошени незаконити, одлуки криминални донесени. Секој си прави на своја рака како сака. Значи, очекувам дека таа средба ќе ми биде овозможена, за да видиме што понатаму, бидејќи тоа е должност на МВР ОВР Неготино и на полициските служби, на инспекторите. Во полициска станица имаме 13 инспектори, а криминалот цвета во општина Неготино. Не знам до кога ќе оде. Значи, од овој прес го повикувам началникот на полицијата, новиот Душко Коцевски, да го разгледа ова барање, да направиме еден состанок, да видиме што понатаму. Да не доаѓаме во непријатна ситуација, после да вика дека советникот Љубе Темелков дека го мразам како началник на МВР ОВР Неготино. Бидејќи како началник не треба да ги браните и командирот исто, да ги браните партиските интереси кои е на власт. Сите знаеме во Македонија, посебно и во општина Неготино, дека сите сте партиски вработени, од началници, инспектори до службеници во сите работи, ама ако сте вработени, треба да обавувате функцијата во интерес на граѓаните на општина Неготино. Не може овој од наша партија и може да прави што сака, да се башаре низ Неготино тука и да прави. Значи има 3-5 луѓе кои го уништија градот Неготино. И ние уште ги толерираме тие луѓе, не ми е јасно зошто ги толерираме. Значи не може едно дете
10 години да ја враќа општина Неготино. Тоа е дете со посебни потреби. После оваа средба, ако ја ствариме со началникот на полицијата, значи, ќе ви известам граѓанин на општина Неготино, ако преземе нешто во ред, ако не после 5 дена, имаме рок за објавување на пресуди во сите работи и, како што кажав, ќе бидам немилосрден за криминалот во општина Неготино по цена на мојот живот, тоа го кажав 100 пати. Дали на некој му се свиѓа или не му се свиѓа, тоа е нивна работа. Исто така да ги поздравам и опутите од овој прес, да не се силат на моите пресуи и да не покажуваат сила, нели, и да собираат таму некои партијски, нели, бодови, за да може да го вработат, и лично тоа само може малумни луѓе да го прават. Дали ви се свиѓа или не ви се свиѓа, дали сте навредени, ако сакате аргати викни, тоа е вистината, друга вистина не постоја. Јас зборувам неготински, тиквешки и тоа нема да го променам мојот говор, мојот начин и така натаму. Граѓани на општина Неготино, вие ми дадовте поштени гласови, ни еден глас на никој не му е обечен, нити вработување, нити ламба дека ќе му сменам, ни водовод дека ќе направам, нити канализација. Значи, ние, совесните граѓани во општина Неготино, тоа сме во моментот 1000 луѓе, ние кажавме дека Неготино ќе го правиме здрава и чиста, развиена средина. Значи, тоа во превод значи се, дека Неготино треба да функционира по сите стандарди за нормален живот. Значи, од градска чистота, до здрава животна средина, до економски развој, до сите тие работи. Се знае дека ламба ќе се смени, не може без ламба да биде и без комунални услуги, а другата работа, криминалот, мора да го соприме. Значи, ние, овие граѓани, кои стоат позади советникот Љубе Темелков, тие се најпоштените гласови, без трунка партијска определба, без трунка криминал и без ништо. Ние само сакаме Неготино да биде здрава, чиста и средина. Сега е на потек полицијата во Неготино, начело со началникот Душко Коцевски, тој е млад началник. Ако не знае, ќе му помогнеме, бидејќи нема доволно искуство, има готови предмети, нели некои предмети уште се квачат таму кои сум ги поднел, чисти предмети со сите тие работи, значи мора да го соприме криминал. Тоа се големи пари. Ако тоа го дозволува Панче Тошковски и Христијан Мицковски, во Неготино викат јазик да му е. Граѓани на општина Неготино, ние нема да застанеме, совесните граѓани на општина Неготино, ние сме етиката, моралот и моралните вредности во општина Неготино. Мора да го соприме криминалот, сега ќе одиме појако, поинтензивно и нема да застанеме во никој случај. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави, продолжуваме понатаму, Неготино вечно, Македонија вечно.